Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот на вечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонуда со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Веќе доаѓа месецот на Мартинката, но за жал некои од македонците ја стават према католичкиот календар, односно григоријанскиот календар, иако треба да се стави Мартинката на 1 март по старо, по јулијанскиот календар, а по ново на 14 март. Сепак исто да спомнам дека на 8 март е меѓународниот празник на жената, нека е честито. Да спомнам и тоа дека сабота е денот за мртвите, односно мртва сабота. Вечерашнава наша емисија, почитувани слушатели, ќе биде со неколку историски личности, продолжение за македонските кралеви, а исто така и за македонскиот револуционер Петар Христов Германчето, роден во село Герман. Исто така ќе дадеме од Љупчо Палески Палчо, кој е во затвор во Турција, кој на 25 февруари испрати порака до сите оние кои го окривуваат, но и оние кои го поддржуваат, што во текот на емисијава ќе ви презентираме. И ова недела со мој коментар на неделата, како и Блиц вести. На почетокот со неделниот поздрав. Утринското кафе е навистина и најсладко. Меѓутоа, тоа е и за ваша душа. Но тоа може само Тим Хортонс
посебно во Скарборо и Истјорк, чии собственици се Стив и Дени Браун, со нивниот татко Џорџ Браун од село Буф. Но не е само тоа. Во Тим Хортон можете да си земете утрински појадок, исто така донаци или крофни, како и други сладки јадења, но и да си ордирате јадење, сендвичи, доколку одржувате некои митинзи. Повелете, Тим Хортон секогаш е до вас, покрај вас. Westmount Guarantee, инвеститор за сигурна гаранција за комерцијални билдингзи, за кондо, исто така Deposit Insurance Financing. Нашиот сонародник Джим Еманолидис го докажува сето тоа. Телефонот е 416-712-4038. Секој ден посакува да живее во удобен стан, во удобна куќа. Крис Клашов од фирмата Royal LePage State Realty е покрај вас. Завртете го телефонот на 905-520-1474 и побарајте го Крис Клашов, кој со неговото 20 годишно искуство најдобро ќе го реши вашиот проблем во врска со продавање или купување на куќа. Телефонот е 905-520-1474. Срцето пак на Ниагара со трите луксузни хотели во Сент Катрин, Хамптон Ин, исто така Бест Вестерн и Халади Ин, но многу повеќе дочекот во овие хотели од страна на персоналот, а посебно од собственикот Том Ничополос, кој запознат веќе од голем број на гости од речиси целиот свет. Но не само тоа, тие располагаат и со 2 спортски сали, односно Fit Centers, даваат entertainment, а за љубителите на боулинг исто така ви овозможуваат како и други рекреативни игри. Додека пак за било какви сечености, свадби, свршувачки концерти, митинзи на располагање ви стои парква и банкет салата со капацитет до 1000 гости. Јавете се на 905-380-1550. Да повторам, 905-380-1550. Партнер Гоулинг LLP, тоа е адвокатската фирма на сите врсти на лоери. Еден од нив е и Питер Симеон, позната адвокатска фирма низ цела Канада и Америка. Доколку имате потреба од лоер адвокат, побарајте го Питер Симеон на 416-898-4506. Повторувам, 416-898-4506. Сите знаеме дека и воздухот и водата се загадени и секој бара да оди во природа и да пие чиста вода. Но имаме и фирма Continental Carbon Group која филтрира водата за пиење, воздухот и отпадните води. Не случајно името на ова фирма Continental Carbon Group со нејзиниот сервис можете да го видите во голем број на индивидуални фабрики, разни институции, државни и приватни фирми. Јавете се на 905 за ваша потреба 643-7615. Да повторам, 905-643-7615. А пак женската секција при црквата Свети Климент Охридски со председателката Ирена Карулас и ова година се погрижи да го одбележи меѓународниот ден на жената 8 март, но овој пат ќе биде сабота со почеток во 6 часот навечер. Со богата вечера која чини $65 и песна, радост, веселба со познатиот од Македонија Ташко Карамфиловски и оркестарот Еверн Грин. За влезни карти јавете се до црковниот телефон на 416-421-7451 или до Ирена на 416-560-2149, која заедно со нејзината управа на сите жени им го честита 8 март, денот на жената. А сега да одиме со прилогот за Петар Христоф Германчето.
Германчето е роден во 1867 година во селото Герман во егејскиот дел на Македонија, кој бил наречен Германчето по родното место, а бил познат уште како Петар Гермов или Петре Дамовски. Израснал во патриотска средина каде меѓу македонскиот народ се негувале спомените на минатото за цар Самуил. Уште како мал покажувал голема борбеност и решителност, а го нарекувале и капетан. Петар бил природно интелигентен, со првокласно образование. Во 1899 година станал активен член на Македонската револуционерна организација, која поради неговите способности го назначила за селски војвода. Во 1901 година бил уапсен од турските власти и осуден на 6 години затвор. 1903 година, пред почетокот на Илинденското востание, Петар Христов Германчето бил амнестиран и за време на востанието действувал активно како преспански војвода. Со 50 души востаници под раководство на горскиот началник на Бувскиот регион Александар Евтимов, Петар Христов Германчето во текот на 2-3 месеци од востанието действувал смело, херојски против турските војски во реонот на Бувско и Горна Престпа. Тој со своето действување го спасил и своето родно село Герман да не биде запалено од турската војска. По задушувањето на востанието во есента 1903 година, Петар останал да го чува преспанското население. Меѓутоа, бидејќи по востанието е опустошена Македонија, Петар во пролетта 1904 година заминал на печалба во Соединетите Американски држави. Но таму не останал долго време, бидејќи гласот на напатениот македонски народ го викал да се врати дома. Во февруари 1905 година Петар преку Бугарија, каде формирал чета, се вратил како војвода во Македонија. Како преспански реонски војвода со своите 12 четници, Германчето во април повторно се нашол меѓу своите сонародници од преспанскиот крај и повторно действувал во реонот на нахијата Наколец, а неговиот помошник ѓаконот действувал во околината на Ресен. Германчето со четата действувал против турците и андартите, припадници на вооружената грчка пропаганда, која по востанието станала многу активна во Македонија. Цели 3 години Германчето со својата умешаност и тактика успешно крстарил низ овој реон без да го напушти. Меѓутоа, предаден од еден Кехај, на 28 февруари 1908 година бил опколен од турската војска кај селото Дробитишта, егејскиот дел на Македонија. По жестока борба од утрината до вечерта, откако му ги убиле двата другари, наоѓајќи се во безизлезна ситуација, за да не падне жив во раците на непријателот, тој ја закопал целата архива и се самоубил. Загинал војводата Петар Христов Германчето, но со неговата смрт не престанала борбата за ослободување на Македонија. Таа ја продолжил неговиот син Герман Дамовски како раководител на нов за време на граѓанската така наречена војна во Грција од 1945 до 1949 година. Mali
православна црква Свети Наум Охридски од Хамилтон со свештеникот Ангел Станчев ве повикува секоја недела и за македонските православни празници на заедничката богослужба од 10 часот утрото. Но не е само тоа. Повелете за било какви свечености, свадби, крштевки слично. На располагање ви стои банкетната сала која собира капацитет до 400 гости. За било какви информации јавете се до менаџерката Мери на 905 975 5395. Апелирам и до сите вас да ја помогнете радиопрограмата Глас од Македонија. Вашата поддршка ќе овозможи било со донација, реклами, честитки да ја помогнете и да продолжи понатаму да се емитува ова радиопрограма. Кујната пак е огледалото на вашата куќа, но затоа пак фирмата Тримак Гранит е вистинскиот мајстор за каунтертап. Елегантноста и квалитетно направениот каунтертап, било од гранит, кварц или мермер, ја открива убавината. Не чекајте, јавете се и побарајте го Алек Кирков, мајсторот за каунтертап. Телефонот е 365 888 6096. Да повторам, 365 888 6096. Дали знаете дека нашиот сонародник Џан Јоновски со својата професионалност го зазеде заменик директор или вајс президент во Bank of Montreal? Investments for High Net Worth Individuals. Телефонот е 416 827 7809. Но тука и комерцијалната фирма за купување и продавање на објекти, билдинг и слично, VP Cushman & Wakefield. Ова фирма со нашиот сонародник Кен Карулас. Бизнисот го има проширено дури во 60 држави во светот. Ако ви имате потреба од него, побарајте го на 416 756 5406. А трите модерно опремени ресторанти Elgin Water Manor во Стони Крик, Terrace on the Green во Мисисага, Lincoln Estate во Вајнланд, Онтарио, ви нудат и да ги направите вашите свадби, армаси, крштевки слично, повелете на еден фамилиарен ручек или вечера во нивните ресторанти. Собственикот Питер Трајковски со задоволство ќе ги направи вашите веселби да бидат незаборавени. Телефонот е 905 459 4447. 905 459 4447. Оркестарот Децата од Буф со нивниот раководител Крис Клашов, познат не само во македонската комуна на Канада и Америка, туку и низ целиот свет и ке преку 40 години ги забавува македонците, а е единствен оркестар со автентична жива музика овде во нашата околина. Затоа за вашите свадби, армаси и слично побарајте Крис Клашов на 905 520 1474. Да повторам, 905 520 1474. Македонската православна црква Свети Климент Охридски со храмот самата црква го краси самото Торонто. Во неја на располагање ви стојат 3 реномирани сали за вашите фамилиарни веселби, свадби, свршувачки, крштевки и друго. Јавете се на 416 421 7451 и уживајте во домашен амбиент. Истовремено повелете на неделните богослужби, а исто така и за македонските религиозни празници од 10 часот утрото. А сега во продолжение да ве запознаеме со следните 4 македонски кралеви, што за жал има кратка информација за нив. Филип IV Македонски умрел 297 година пред нашата ера, а бил син на Касандар. Го наследил татка си, но владел само на кратко време пред неговата смрт. Александар V умрел 294 година пред нашата ера, бил син на Касандар и Салоника Македонска, инаку присестра на Александар III Македонски, кој заедно со неговиот брат Антипатр II владел како крал на Македонија од 297 година пред нашата ера до 294 година пред нашата ера. Подоцна брат му го истерал, па овој побарал помош од Деметри I обсадникот за да го поврати престолот. Деметри успешно го победил Антипатр, но наместо да го врати Александар, наредил да го убијат.
Антипатер II бил син на Касандр, владел како крал на Македонија од 297 година пред нашата ера со 294 пред нашата ера заедно со неговиот брат Александар V. Подоцна тој го истерал брата си од престолот. Александар се обратил кај Деметри Полиоркет за помош и Деметри го соборил Антипатер, но и го убил Александар. Самиот Антипатер преживел и во 279 година пред нашата ера повторно станал крал по смртта на Птоломи Кераван. Владел само неколку месеци пред да биде убиен од неговиот братучет Состен. Починал во 279 година пред нашата ера. Ете, тоа беше за македонските кралеви. А сега со уште една песна од мојата поезија. Во небесниот океан, каде звездите си поигруваат, барам токму за тебе, за да ми открие тајната на твоето создавање. Која беше таа мајка што донесе нов ангел на планетава Син Божи? Да, токму така, зашто Бог те прати овде, за да ги очистиш сите демони, за да со Божијата сила преку тебе изгрее ново сонце на нашата иднина. Ти, челичен човеку, сочувај го твојот род, сочувај ги сите невини души во светот. Македонците деноноќно те очекуваат. Ја чека твојата порака со гулабот што го носиш и крстот наш православен, за да завладее мирот низ целиот свет, а Македонија еднаш за секогаш да ја обединиш. Ангелу на мирот, времето сега работи за тебе, затоа доаѓај и биди вечно благословен, хероју мој. Како што реков на самиот почеток, почитувани слушатели, вечерва ќе ви ја прочитаме пораката што ја испрати до македонскиот народ, нашиот познат сонародник, иначе невино осуден како така наречен убиец и дури наречен монструм за малолетната Вања Ѓорчевска и Панче Жежовски. Еве што пишува Љупчо Палевски Палчо токму од затворот во Турција. Сообштение за јавност. 25 февруари 2024 година. Денес е 80 ден како сум во екстрадикцијски притвор со посебен интерес, а тоа значи самица, односно сам скоро 3 месеци без контакт со човечки суштества. Комшите ги гледам, се мисли на затворениците, исклучиво дека шетаат во бетонската дупка од 50 на метра квадратни, помеѓу два блока келии, но повторно низ решетки. Некако успеав да обезбедам адвокат, не оној по службена должност, туку професионалец кој си ја знае работата. Адвокатот ми презентираше неколку пресконференции и интервјуа на министерот Спасовски и под трчкото министерот за правда Кренар Лога. Бев шокиран од купиштата што беа презентирани. Има манипулации и лаги од страна на Спасовски кои лесно се докажуваат. Атмосферата на јавен линч која ја произведе министерот Спасовски има неколкократна политичка корист токму за него како голем политички аутист, односно умноболен, како што сака да каже народно, од Куманово, иначе самиот Оливер Спасовски е. Но пред да ги презентирам лагите на Спасовски, сакам да изразам длабоко сочувство за смртта на Вања и Панче, посебно на таткото на Вања, кој во моментот кога го загуби детето, монструмите го осомничија дека тој бил во контакт со мене и давал информации.
Токму овој пример е одлична илустрација за умот на Спасовски и неговите истражители, но за тоа детално ќе објаснам подолу. Прво и основно, Палчо никогаш не бегаше од Македонија, туку регуларно патуваше за Белград, тоа беше четврток, а во петокот после 18 часот, односно 6 часот попладне, за Турција со регуларна патна карта на регуларен начин со патничко возило. Информацијата дека полицијата ме бара кај брат ми, а не во центар каде што јас живеам, каде после 2 дена правеа претрес, ја добив откако пристигна во Турција. Тоа значи дека лицето Димковски Стефан не е шофер што ме носеше, господине Спасовски, туку добар другар, партиски член и успешен бизнисмен со хемиски суплементи во земјоделието. Бруталноста на Спасовски оди дотаму што Стефан исто така е притворен неколку месеци, иако во моментот додека ме возеше кон Турција не постоеше потерница или пак контакт од органите на прогонот. Дента, мислам дека е 3 или 4 декември, сеедно, по дознавањето дека се прави претрес кај мене дома и во партијата десна, во истиот момент, Стефан замина за Македонија за да не направи кривично дело, но забадијала. Бруталниот политички аутист Спасовски го држи во притвор недиректно, нормално преку послушниот Гаврил Бубевски, јавниот обвинител. Морам да објаснам, бидејќи овие типови ја мешаат тривијалноста со генијалноста, така се и програмирани како роботи. Не сум уапсен на автопат, туку во ресторан, каде тој ден, 5 декември, по втор пат дојдов за да вечерам и да се појави полицијата за да ме уапси. Тоа беше мојот последен контакт со интернет, каде видов една одвратна изјава на едно исто така политички аутист, а тоа е Александар Николовски. Кенлерката беше полицаец од одделот на Интерпол во Баликесир во Турција. Чудно беше што 7-8 полицајци се уредно снимаа со мобилни телефони. Бев однесен да го земам големиот куфер со опрема за подкасти што требаше да ги давам за емисијата, каде исто така се организира фотосесија и уредно испратена на овој политички аутист, односно Оливер Спасовски. Фотографијава која ја покажува аутистов е сликана истото попладне во просториите на Интерпол во Баликесир, во ходникот од еден полицаец, и истата веднаш преку WhatsApp беше препратена на Спасовски. Во пасошот постојат куп податоци, но ете Оливер да проверил да не е некој друг Палевски. Понатаму, овој аутистов Спасовски продолжува, па во интервју објаснува дека сум симулирал бегство од Баликесир со такси, што е брутална лага. Такси користев од куќата каде што бев сместен до центарот каде пазарев. Имав извадено автобуска карта за Истанбул, која не ја искористив, туку од причина на потерницата на Интерпол, бидејќи апсењето е известно и поубаво е да се малтретираш по пат од 200 километри. Токму затоа и бев уапсен во Баликесир, а не на автопат. Јавноста треба да знае дека во моментот кога дознав за претресите и потерницата, јас организира враќање на Стефан Димковски, но и враќање на интернет картичката која беше потребна за планираниот крш 112 да го дадам од Турција, но исто така откако преспав во изнајмената куќа платена за 1 месец однапред, го вратив клучот од куќата на посредникот за недвижности и раскин на договорот во кој се моите податоци од мојот пасош, што значи не сум се криел, туку сосема спротивно се организирано регуларно. На сите турски телевизии беше објавена мојата слика со напомена дека сум двократен убиец. Во истиот момент, дури мислам и аутистот Спасовски, кој во ова писмо ги објаснувам, се гледа јасно и гласно потписот на амбасадорката на Калето, американката, преку политичкиве аутисти внимателно распоредени во Курто и Мурто системов. Но да бидам конкретен. Аутистот не знае дека со мене се 2 CD-а од магнетна резонанца на мојата кичма од 2016 година и второто од 2020, каде јасно се гледа сериозноста на моето оштетено здравје, губење на контрола врз екстремитетите, односно народски кажано нозете.
Професорот доктор Лочанче сакаше да ме оперира во 2020 година, но јас одложив операцијата и сакав да слушнам второ стручно мислење пред да одлучам околу оперативниот зафат. Зошто токму сега? Па затоа што после успешната прва година од делувањето на десна, за која регистрација и формирање изгубив цели 5 години, најдов време да одморам и си го средам здравието. Да, остварени се и неколку политички средби во Белград без особено значение. Линч. Овој сериозен, можеби најголем политички јавен линч на една личност се нема случено во поновата историја, вклучувајќи ја и господјата од Татбанката Сонја. Кренаролога, иначе од албанско потекло и министер за правда, глупакот дури бара смртна казна за Палчо монструмот, како што вели, а воедно жали што законодавството не дозволува такво задоволство на аутистиве во тандем со Спасовски. Истиот Спасовски не знае и не е способен да ги организира хрватските, српските и нормално сите турски медиуми во изден, како поноти да истурат куп лаги и конструкции. За домашните се извинувам, да, момент само. За домашниве медиумски шутраци немам ни време, ниту хартија. Ќе напишам со големи букви гниди. Докази, сведоци за 26 ноември 2023 и 27 имам, но за тоа на суд не е во ОЈО на Гаврил Бубески. Не. Докази, сведоци, всушност се надевам дека читате дека не се мешам во истрагата затоа што тоа законот не го дозволува, но со постапката и начинот на кој аутистот Спасовски во иста реченица почнува со монструмот Палевски, за глупако да ја заврши истата реченица со констатација дека сум осомничен, треба да се објасни. Во суштина ова е второ обид на СЈО, да СЈО на овој пат организирано во ОЈО за обвинителството зборува, да наместат, конструират случај против мене, зашто поседувам и докази дека се служи со тортури и уцени на луѓе за да конструират предмет. Секако и ова на суд не е во ОЈО на Бубевски, шанса нема. Тие веќе ми пресудиле. Специјалното јавно обвинителство или СЈО на Бейли и Рикер, составот на послушници денес владее во правосудниот систем во МК, во Македонија. Недостасува уште Фатиме Фетај или Ленче Ристовска да ми суди, Гаврил да ме брка, а Бейли и Рикер задоволно да се смешкаат накалено кај амбасадорката од Америка. Сите спомнати севрџани во писмово треба да знаат дека на 5 декември кога бев уапсен и изнесен пред судот во Баликесир бев прашан за следното: Господине Палевски, дали сакате брза испорака со ваша волја, согласност или пак регуларна во која имате право да го оспорувате барањето од Северниов монструм? Ова всушност го додава самиот Палевски. Вели ова последново е мој превод. Мојот одговор беше дека со мојата слободна волја сакам веднаш хитно да бидам испорачан за да можам да се одбранам на суд. На 23 декември на Вишиот суд во Баликесир исто така одговори со забелешка дека овој пат судијата ме праша дали постојат шанси да бидам мачен, убиен. Јас го дадов следниот одговор: постојат шанси да бидам мачен и убиен, но јас веќе одлучив да се бранам на суд и барам хитна, кратка постапка на екстрадиција, односно испорака. Целата постапка заврши на 17 јануари, предметот е на маса кај колегата на Кренар-Лога, се мисли кај министерот за правда во што е колегата, во турската влада во Анкара. Јас се уште чекам во самица, односно сам 100% бетон. За жал на аутистов се пишано погоре на коректен англиски со подписи на суди со печат како сублимат ми е доставено во келијата, официјално како доказ на дека Палчо не бегал. Исто така носам и писмо од мудурот, односно тој што е главниот на затворот, во Баликесир, дека моето барање контакт со амбасадава на Севрџанија во Анкара, зборува за амбасадата на Република Македонија во Анкара, е одбиено со изговор: не сакаме контакт со тој човек. Турци затворени на 30 години заради учество во пучот од 2014 година во Турција, полковници во турската
армија се држеа заглава и се прашуваа дали ова е можно кога го преведува писмото од Мудурот и амбасадава Северџанска на англиски за да го разберам. Драги мои македонци, не ништат и ќе продолжат да не ништат и тоа не можете да го избегнете, да го одложите. Не лажете се себе си, не ви дошол редот, а ќе ви дојде. Гледате дека со сино пенкало од 2 лири и еден дефтер од 6 лири во бетонскава самица од цели 6 метри квадратни може да се покаже вистината и да се руши овој душмански систем на Курто и Мурто. Престанете да ме советувате за да направам азил, односно да бидам рефјуџи. Тоа е кукавичлак и признание на злостор кој не сум го направил. Цената е страшна, одвратна, но во исто време и сладка. Аутистот Спасовски не разбира што е слобода. Не разбира дека тоа не е материја, дека не е изјава. Глупакот Спасовски не разбира дека слободата е нагон кој се сонува, за кој се бориш. Слободата е причина за постоење, но за да ја сакаш слободата, треба прво да се родиш како македонец, па после друго. Нереализираниот поп Спасовски треба да знае и пренесе на неговата љубов, Љупче Путер, дека и не ја завршува реченицата. Атмосферата на јавен линч на една личност е голем ризик за организаторот на тој линч, затоа што сепак на крајот мора да покаже докази на ова бруталност. Мојот ризик е фактот што не бегав, туку чекав да се појави Интерпол за да почне постапката за екстрадиција. Мојот ризик е и фактор написмено на англиски, што барав хитна, кратка постапка за екстрадиција, но за Бадијела се уште чекам во Турција за аутистот ако може да исфабрикува уште некоја приказна, а се уште немат ништо пуштено. Многу поддржувачи се загрижени за мојот живот, спомнувајќи кофа со вода во затвор, позната реформа на правосудниот систем од минатото, па азилот го гледам како спас, а во суштина азилот или рефјуџи е бегството од одговорност од вистината. Судењето на Северџанија аудио се снимаат и на хартија се стават, така да што и да се случи во Северџанија, аудио записот ќе има тврда копија, ќе има од она што Палчо, односно јас, ќе покажам како доказ и од она што сведоци ќе слушнат. Од сведоци ќе слушнат. На аутистот му поставувам само едно прашање јавно. Дали притворените осомничени што се во Македонија се тепани? Во моментот аутистот Спасовски се труди, многу се труди да конструира мотив за овие убиства, зошто се убиени Панче и Вања. Брутално импровизира и ќе повторам, затворање на таткото на Вања во моментот кога дознава дека неговата ќерка е убиена, а портретот на аутистот Спасовски кој е емотивен инвалид, без елементарни човекови емоции, за крај на ова моје обраќање со кое ја објаснив постапката за екстрадиција на мојата позиција, при тоа да не ја загрозам истрагата, јавно изразувам благодарност до членовите на партијата Десна, кои се загрижени за мојот живот и секојдневно помагаат, посебно на моето семејство. Бидете сложни, солидарни и помагајте се меѓусебно. Со ова што во моментот се случува околу вас и партијата Десна ќе помине, дури и некои монструми ќе заборават, но борбата на македонецот да биде слободен на сопствена територија на која е мнозинството, да поседува и сопствена македонска држава, мора организирано да започне. Не губете време со политичките лампиони или украси, кои со деценија ни леат крокодилски солзи над судбината на каузата на македонецот и при тоа не им фали влакно од главата од овој брутален атлантистички систем спрегнат во каузата национистите да владеат со сите нас. Газа е загарантирана за нас македонците, но борбата за слобода е единствениот пат за македонецот. Не се плашете, борете се за себе, за македонците, за Македонија. Додека ја чекам судската постапка далеко од Македонија, ве поздравувам и ќе повторам. Палчо не киднапира, нити убива деца и старци. Тоа треба аутистот Спасовски да го запомни. Турција, 25 февруари 2024 година, Беликесир, поздрав, Палчо. Слушајте, патриоти, да ви кажам словото на Ѓурѓовден бев затворен в
zado zemlja. Nemojte me mačejte, ja sum nevin kako cvet, sum se borja za sloboda, za čovečki pravdini. Ah, da znaje moj tam majka, А сега и со мојот коментар на неделата. Почнува трката за нов председател на Република Македонија. Досега најголемите шанси ги има независниот кандидат, а поддржан од партијата на Мицкоски на ДПМН, а тоа е Гордана Силјановска-Давкова. Стево Пендаровски од СДСМ, или према мене партијата што ја нареков сојуз на демонските скандалозни монструми кои го уништија македонството, тој повторно се кандидира. Она што чудовиштето пак од Муртино, Зоран Заев и поранешниот министр за надворешни работи Никола Димитров, кој беше подписник на така наречениот Преспански договор, а иначе со пробугарски идеи, а сега ми се оправдува дека е за Македонија, иако и неговите родители, а професори Димитар и Радка Димитрови беа пробугарски настроени, сепак не можат лесно да поминат од како ќе се промени оваа предавничка гарнитура, начело со двете црпки или тикви би рекла, поточно Зоран Заев и Димитар Ковачевски. Она што им ставија на грците како на тацна, им подарија на табака, тоа е всушност историјата, просветата, па и црквата проба да им ја дадат, но најболно е нашата нација, македонската, и името на нашата татковина Република Македонија. Дури толку што се малоумни, им дозволија и грчки археолози да копаат во територијата на Република Македонија и да се што ќе пронајдат да се прави дека е грчко. Грците побараа да се сменат и пасошите, а овие нашиве недоквакани и тоа им го дозволија, нивната желба им ја исполнија. Но што станува? На колите или аутата од македонската влада им ставија налепници нашиве, меѓутоа се случија неколку инциденти одејќи луѓе за Грција, а тоа јас би рекла не се случајни, туку намерни. Во Грција и тие налепници ги покриваат под Северна Република Македонија, зашто за нив и овој дел од Македонија е само Скопје. Меѓутоа, очевидно е дека овие, како Заев, Ковачевски, Димитров, а да не зборувам пак за Османи, Груби, Ахмети, нив не ги интересира нити Македонија, нити било што, само да ги дујат нивните мевови. Но еден ден и тие ќе пукнат како балон. Доста е веќе од досегашните кои беа на власти спроведуваа монархо-фашистички режим врз секој ден кој ќе се спротиставеше, како што е случајот со Љупчо Палевски Палчо, за кој без да ја осветлат вистината го нарекоа и убиец и монструм, а таквите не сакаат да ја слушнат волјата на народот.
Затоа, мои македонци, со нашата решеност и здруженост мораме да ја браниме македонската држава за да остане жив овој народ македонски. Од ваквите досегашни олоши кои не си ја познават својата историја, не можеш што да очекуваш. Познато е дека омразата е една од најнесаканите именки, а поготово кога некој има такви чувства. Но со што тоа ќе го заслужи македонскиот народ кога сме навистина мирољубив со благородна душа? Дали затоа што сме македонци жив нишан на ова планета? Дали затоа што сме најстариот народ во Европа, а можеби и во целиот свет, а други сакат да ни го земат? Дали затоа што на светот им даваме просвета, наука, култура, им дадовме цивилизација со демократски идеи? Или пак, дали затоа што Македонија е земјата од каде што почна христијанството? Затоа сме права слава, вистинска слава, православник, а други сакат да го присвојат тоа. Се прашувам, до кога ќе се сее тоа отровно семе врз нас македонците кој е дадено како фалсификат отров за да досегашниве погани од владата во Република Македонија го растураа место да одат со вистинското, природното, квалитетното, што и Климент Охридски го рекол, па и Григор Приличев се надоврзува на многу негови мисли. Ако јас го посеав семето, вие треба да го жнеете. Затоа, мои македонци, соединете се да се излезе на изборите што помасовно за да се сруши ова ненародна власт и партијата на убиците терористи на македонскиот народ од партијата ДУИ на чело со Али Ахмети и Талат Джафери. Слушнавте од писмото испратено од Љупчо Палевски Палчо за лагите, но како што пишува политичкиот атеист, односно политичкиот умноболен Оливер Спасовски, тој бара од турските власти, зборувам за Палчо, да го вратат во Македонија, но од Министерството за правда или поточно министерот од албанско потекло Лога, иако се рече дека ги имат испратено сите потребни докази, документи за Палчо, за жал се уште не се. А тоа е во корис на Палчо, зашто како што слушнавте на англиски од турските власти му е предадено дека се уште немаат ништо доставено. Се прашувам, дали министерот Лога сокрива од неговите, како што пиша Димитровска, двајца албанци од Косово и еден од Арачиново, кој ја киднапирае и убија Вања, а не Палчо, па сега размислуваат некоја приказна друга за заедно со Спасовски и сите други би ги ставила соучесници во ова гнасна игра. Затоа го наместија Палчо, иако тој има документ дека треба да оди баш тогаш прво во Белград на преглед кај неговиот пораничен доктор, а потоа кај турски доктор за проблемот што го има со неговото здравје, зашто турските доктори се познати како добри специјалисти, а тој бара второ мислење, дали да се прави операција или не. Овде би рекла Спасовски, со отстранувањето на Палчо, мисли дека успеа за многу од членовите на таа негова партија СДСМ, дека кои се префрлија во партијата на Палчо, дека пак ќе му се вратат назад. Но не, тој уште повеќе загрози и ситуацијата и самиот тој, и како што вели Ламбе Арнаудов, и тој и сите досегашни кои нанесоа зло врз се што е македонско. Буквално нивниот образ го ставија на местото од ѓонот, под чевелот или кондурот, кој секогаш нивниот образ ќе биде во прав и кал, а ѓонот пак го закачија токму на нивните глави кои ќе бидат запечатени за век и веков. Од тој наш македонски народ кој беше признат и респектиран со своите врвни вредности, со самостојувањето пак на Република Македонија, помагајќи им на надворешните западни сили, некоја од бандите, од големите банди во Македонија, тој македонски народ го опколија, би рекла, со жици електрични, за да стојат моите брајки и сестри македонци на едно место, без да направат некој покрет, без да се помрнат. Не направија само како да сме не само мала група, туку би рекла една номадска орда која всушност нема свој дом.
без народ кој нема ништо, буквално кажано, нити име, нити јазик, нити историја, го избриша нашиот славен македонски идентитет. Меѓутоа, се што е донесено и не е природно, тоа и ќе се поништи, ќе им се врати таму како австралискиот бумеранг. Ова земја што се вика Македонија му припаѓа на македонскиот народ, а добродојдени се и малцинствата во неа, но само оние лојални на државата. Ова што така наречените дами држави демократи, се од дивиот запад, заедно со дивите племиња што прават зулумни внатре во Македонија и од нас македонците прават рефјуџи или азиланти. Сето тоа ќе го пребродиме и ќе успееме повторно да бидеме она што сме, само македонци со нашата татковина Република Македонија, само ако сега дадеме се од себе да ја срушиме досегашната поганска ненародна власт, зашто како што пишува Игор Јанев, кој беше жив сведок со Григоров, кога името на Република Македонија во Обединетите нации го заменија со привремената кратенка ПЈРМ. Тој истиот Јанев побара од Мицковски, доколку го стави барем за неколку месеци да биде министер за надворешни работи на Република Македонија. Јанев со еднострана одлука и решение, поточно од наша македонска страна ќе го поништиме тој така наречен преспански договор, затоа што навистина нему му се познати сите работи, но тоа ќе зависи, се разбира, од Мицковски колку е расположен да му го даде тоа место на Јанев. Да завршам со следното. Ако за нас Македонија е слободата, ако сме со свој македонски идентитет, зашто без тоа не припаѓаме на самите себе и сме никој ништо, туку плен на душманот. Тогаш дајте да победиме, зашто ако има Македонија, за нас дефинитивно има и слобода. Токму заедно со помош на Бога и со помош на нашиот македонски светител Свети Климент Охридски, што Климент е стар македонски збор, старо име, што во денешниот литературен јазик значи милосрдие. Дајте со нив и со нашиот ум и разум да го победиме злото на демонот. Ако 9 мај е денот на победата над фашизмот, тогаш 8 мај нека биде почетна победа над домашните непријатели шпиони од слугите и слуги на Западот. Македонци, само напред кон победата, само за Македонија. И бидејќи времето не ни дозволува за вести, сепак сакам да ве поздравам, посакувајќи ви пријатна седмица со желба да не слушате идната недела 6 часот навечер, кога повторно ќе бидеме во вашите домови со радио Часот Глас од Македонија. Драгца Белчевска ви посакува добра ноќ. На нашата земја, на нашата земја, на Македонија, на нашата земја, на Македонија. Слобода немаме, правди никакви, кога ги бараме, затвор се најдоме, кога ја бараме, затвор се најдоме. Налеј, налеј, ме анџике налеј, 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 од руиното, налеј, 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 од руиното вино. Verse, verse-moi, allez ma fille, verse-moi, verse du vin rouge pour la
za Makedonija, za Makedonija, zemlja porod.